А полицијата во Лондон веќе го квалификуваше погребот на кралицата како најголема операција досега, а идентична оценка за големината на настанот даде и државната служба. На настанот се очекува да пристигнат над 500 државници од скоро сите светски земји, освен од 3 светски земји кои што не добија покана за овој настан, кој што дефинитивно е историски и означува крај на една 70-годишна ера. На оваа тема во продолжение разговарам со нашиот денешен гостин. Добро утро за господинот Марин Гавриловски, основач на британската бизнес група во Македонија. Добро утро и добре дојдовте. До вас и до гледачите на македонската телевизија. Неодамна објавивте и навистина една значајна и убава колумна каде што дадовте осврт на она што всушност сите овие 70 години значеше владење на кралицата Елизабета II, значеше за британската кралска монархија. Па верувам дека ќе имаме интересен разговор во следниве 20 до 25 минути. Почнувам со првото прашање: како Елизабета II стана символот на модерната британска монархија и зошто заслужува да го понесе епитетот историска? Британската историја познава многу монарси кои што оставиле трага, како например Хенри VIII, озлогласениот Хенри VIII кој што имал 6 жени, по кој се појавува англиканската црква, односно таа се одвојува од римокатоличката црква само поради фактот што тој не можел да се разведе од својата прва жена, па морал да наоѓа други начини. Потоа неговата ќерка Елизабета I, по чие владење Британија станува светска сила. Кралицата Викторија, во незиното време, Британската империја била толку голема што се велело дека сонцето никогаш не заоѓа во неа. Во таа една плејада на значајни британски монарси од 8 септември во таа бесмртна листа влегува и кралицата Елизабета II како најдолго владеечки монарх во британската историја. Таа 70 години е начело на британската држава, како шеф на државата. И самиот тој факт е доволен за незината улога да ја окарактеризираме како историска. Меѓутоа, во текот на разговорот ќе зборуваме и за други некои детали од тие 70 години во кои што ќе видиме дека навистина незиното владење е историско и дека фактички ние сите го живеевме овој историски втора елизабетанска ера во историјата. Така. Едно подпрашање: зошто има многу други монархии во Европа? Пред се, зошто токму британското кралско семејство, дали поради најголемиот интереси од медиумите, зошто го заслужи епитетот најпопуларно сите овие години наназад и со вакво големо внимание се следи нивниот живот, не само овие 10 дена? Британците се мајстори на маркетингот. Тие знаат да направат да биде нешто интересно и да привлечат луѓето повеќе да се интересираат за тоа. Меѓутоа, самата таа долготрајност на историјата, тие се од, да речеме, повеќе од 1000 години постои таа линија на британски монарси, која што таа традиција, таа долготрајност е можеби вистинската причина за тоа, плюс зачинот на британскиот начин на маркетиншко прикажување на работите. Така. На само 2 дена пред смртта, кралицата Елизабета II ја прими во својата палата во Шкотска новата британска премиерка Лиз Трас. Веднаш по овој прием Трас изјави таа беше великамен темелникот на кој беше изградена модерна Британија. Сега тука се наметнува прашањето колку кралот Чарлс, но и кралското семејство во годините пред нас ќе може да се носи со ова. Сега, додека траат дискусиите за оставштината на кралицата Елизабета, се кажува една фраза британска дека Чарлс he has big shoes to fill. Во превод тој има големи кондури кои што треба да ги пополни. Со тоа сакаат да кажат дека она што го оставила како легат кралицата е на толку високо ниво незиното владење, што Чарлс ќе треба да се потруди многу за да може колку толку да го достигне тоа ниво. Меѓутоа, јас мислам дека тој можеби тој 70 години чека да дојде на ова место и мислам дека е навистина квалификуван, дека ги знае сите правила, дека ги почитува сите правила и мислам дека
по тоа како тој се однесува во овие минативе 10 дена, мислам дека тој единствено ќе може само да продолжи традицијата на својата мајка. Тој нема да има време да прави некои реформи, неговото владење релативно ќе биде кратко во споредба со тоа на неговата мајка и мислам дека ќе продолжи таа традиција која што неговата мајка ја негуваше, почитување стриктно на традицијата, а можеме да очекуваме некоја промена, модернизација на монархијата со доаѓањето на Вилијам на тронот. Што би значило модернизација? Според вас, кои сегменти сега фалат? Некако се добива впечаток дека и Елизабета II доста придонесе во тоа. Да, Елизабета II тоа е еден многу интересен момент и што беше спомнат од страна на познавачите на британската монархија, тоа дека времето кога пред 70 години самиот чин кој што се одвиваше и тогаш и сега во палатата Сент Джеймс, а тоа е чинот на потврдување на монархот, дека во моментот кој што за прв пат во историјата беше пренесуван на телевизија со востоличувањето на Чарлс, дека од моментот кога тоа се случило, кога Елизабета била прифатена за монарх, до ова што сега се случува со Чарлс, се гледа како британското општество се развивало. Тоа бил во времето на Елизабета настан на кој што учествувале само бели мажи, а сега се чувствува тој диверзитет на британското општество, кој што беа и представници на други религии, представници на други народи, дел од Комонвелтот, потоа повеќе присуство на жени и така натаму, така што и во тоа се гледа развојот фактички на британското општество во периодот од овие 70 години. А она што ме прашавте за тоа во што би се огледала модернизацијата на монархијата, знаете, британското кралско семејство мора да се прилагодува помеѓу другото и на желбите на граѓаните. Значи, тие следат што на граѓаните им смета, кој дел од нивното и помалку од дел од таа традиција, не многу малку, ја трансформираат на начин кој би бил поприфатлив за граѓаните, генерално за општеството. Самиот тој понеформален начин на кој што Вилијам се однесува е дел, да речеме, насока на тоа, дека тоа некогаш ќе се случи, за разлика од Чарлс, кој што во овие 10 дена видовме дека строго формално се однесува. Така. 70 години не е воопшто мал период, затоа и историчарите уште и во самиот прв ден кога беше објавена смртта на кралицата кажаа дека ова е крај на една историска ера. 70 години, освен оставината, се соочуваше со многу предизвици кралицата Елизабета II во своето кралско семејство, незината сестра, принцезата Дајана и принцот Чарлс, нивниот брак, еве сега со Меган и со Хари. Би сакал малку да почнеме околу оставината, тоа што го научивме од незините реакции тогаш, како успеваше да го одржи балансот во семејството, но и во јавноста да не испливуваат, можеби, добро, испливуваат дел од информациите, но некако сепак наоѓаше начин како тоа ќе го, ајде народски кажам, кралицата ќе го испегла и некако ќе ги стиши сите тие работи или скандали поврзани со семејството. Да, нормално, како и секој семејство има различни членови од семејството кои што се однесуваат различно. Генерално гледано во тие 70 години не може да се каже дека кралицата направила ниту еден гаф. Така. Можеби најмногу нези се замеруваше во моментот кога почина принцезата Дајана, незината реакција. Меѓутоа, ако се знае добро кои се приоритетите на британската круна, ќе може да се најде оправдување за тоа однесување. Бидејќи во моментот на смртта на Дајана, вториот и третиот наследник, принцовите Вилијам и Хари, кои што тогаш беа малолетни, ја губат својата мајка и се наоѓаат во една специфична ситуација. Приоритетот кралицата тогаш кон нив го насочува. Затоа што тие се едината на монархијата. Од второстепено значење е Дајана, од првостепено значење е иднината на монархијата. Во конкретниот случај иднината на монархијата се Вилијам и Хари. Ке се посвети кралицата тие неколку дена пред да излезе во јавноста на Вилијам и на Хари да ја
на некој начин среди ситуацијата со нив, па потоа да одиме на второто прашање, одавање на почит на Дајана. Да, така некако и медиумите тоа го пренесуваа, повеќе акцент даваа на децата тогаш, на синовите, колку жалат за својата мајка, ако добро се сеќавам. Да, тоа е илустрирано нели во филмот кој што ќе се емитува Кралицата. Значи, тој е начинот на размислувањето. Значи, се гледа што е во интерес на монархијата и се превземаат тие чекори. А не се гледа толку јавноста емоционално кон што е посветена. Так. И токму затоа можеби понекогаш не се разбира зошто Кралицата реагирала вака или така. Меѓутоа нормално е во секое семејство нели да има такви скандали. Мислам дека они колку толку добро го менаџираат тоа, особено на пример колку после разводот на Дајана, кога да речем популарноста на Чарлс беше на многу ниско ниво, како пополека успеваат тие да го повторно да ја враќаат неговата популарност и сега еве реакцијата на јавноста е скоро неподелена во поддршката на Чарлс како крал. Така. Се враќам повторно на делот првото прашање, почнавме со таков одговор, но би сакал сега малку подетално, ете, по 70 години монархијата има нов крал и нова кралица, сопруга, тоа е Камила. Ајде малку околу, споменавте дека да, ќе има тешка и одговорна задача пред себе новиот крал Чарлс, меѓутоа ете, малку да направиме и една анализа всушност на тоа кој е новиот крал, колку може да се носи на и годините кои што ги има, 73 години со сите оние обврски кои што се пред него. Па јас мислам дека без никаков проблем ќе се соочува тој со обврските кои што ги има. Апсолутно знаеше што го чека. Така. Само беше фактор од време во прашање. И тој е подготвен максимално да одговори на сите предизвици. Немаше некој многу тежок живот, па тоа да се одрази на неговото здравје, да речеме, да тој е во добра кондиција. Така. И мислам дека многу добро ќе се справи со предизвиците кои што ги има, кои што нема да бидат некои многу големи. Секако ќе има подпората на својата сопруга. Може сега веќе слободно се каже љубовта на неговиот живот, цел живот ја бил заљубен во незе, а не во Дајана, за жал. И мислам дека и Камила како кралица ќе му биде добра, од своја страна ќе дае се од себе да биде добра кралица. Токму поради тоа што можеби она покрај Меган Маркл најмалку популарниот член на британското кралско семејство. Така што мислам дека ќе биде таа една добра симбиоза, дека нема да има некои проблеми во тој поглед. А генерално за време на платинестиот јубилеј кралицата во изјавата што ја даде, таа ја даде насоката дека Камила ќе биде кралица, бидејќи се водеше дискусија, таа му е втора жена, не е мајка на неговите деца, дали да биде само принцеза или да биде кралица. По правило треба да биде на кралот жената кралица и кралица сопруга, така е функција, така и се вика нејзиното звање. И мислам дека ќе функционираат добро во секој случај. Така. Ќе почнат ли да го подготвуваат Вилијам од кралското семејство за кралската должност? Вилијам, од кога му е пресечена па почната врвца, веќе почнува да се подготвува да биде наследник. Улогата на британската кралица е да роди наследник и замена. Heir and spare се вика тоа. И значи додека Вилијам не беше женет и немаше деца, Вилијам и Хари беа вториот и третиот наследник Чарлс беше принцот од Велс, Вилијам и Хари беа вториот и третиот наследник. Уште од нивното раѓање, па натаму, целиот фокус е кон нив насочен. Значи, бидејќи не се знае животот што носи, можеби имало случаи кога, например, вториот, нешто ќе му се случи на вториот наследник, па доаѓа на ред третиот. Значи, првиот, вториот и третиот наследник секогаш е во посебен фокус на интересирање на круната. Така. И значи, се додека Вилијам не се ожени и не му се родија децата, Хари беше во таа група. И тогаш, да речеме, ако евентуално Вилијам немаше жена и немаше деца, јас не верувам дека на Хари ќе му се дозволеше да се однесува вака слободно, значи да се жени со кого сака и да оди да живее во Америка. Значи него го пуштија
да го живее својот живот, може да се каже, тогаш кога веќе беа сигурни дека Вилијам има уште тројца други наследници. И сега принцот Џорџ и принцесата Шарлот се во таа група на посебна обсервација, посебно внимание, да се подготвуваат уште од најмали нозе како треба да се однесуваат за улогата што ги чека понатаму. И за крај малку да ги прокоментираме односите меѓу браќата и дали Чарлс ќе им додели титули принц и принцеза на Арчи или Лилибет? Значи, познавачите на приликите, кога го следа пренесувањето на земните останки на кралицата од Бекингемската палата кон салата во Вестминстерската палата, така, забележаа дека двајца членови од кралското семејство, значи по ковчегот, членовите на кралското семејство одеа по него, односно најблиските децата на кралицата, внуците и од братучедите, забележаа дека двајца членови од британското кралско семејство кои што иако има титули воени, значи одредени биле дел од британската војска, беа облечени во цивилна облека. Значи тоа беа принцот Ендрю, вториот син на кралицата, и принцот Хари. Зошто е тоа така? Затоа што тие веќе не се дел од така речете working royals, оние кои што добиваат плата фактички за своето работење. Затоа што тие одлучија на принцот, нели, Ендрю имаше одредени скандали, судски постапки се водат против него и кралицата одма одлучи да му ги земе поголемиот дел од надлежностите, а принцот Хари одлучи својот живот да го води на друг начин и со самото тоа се губа дел од привилегиите кои што тие ги има. Децата на Хари по правило како внуци на монарх, од кога Чарлс стана крал, тие можат да станат принц, односно принцеса. Дали тоа ќе станат зависи од кралот, тој ги дава титулите, така, и од желбата на родителите. Например, третиот син на кралицата, принцот Едвард, Earl of Wessex, тој, неговите деца, иако имаа право да бидат принц и принцеза, тие родителите одлучија сепак да не им се даде таа титула. И тие се, да речеме, некои пониски титули благороднички. Значи, сепак зависи тоа од родителите и пред се од кралот. Дали тој тоа ќе го направи? Јас мислам дека бидејќи Чарлс строго ќе ги почитува правилата, дека ќе им го понуди тоа секако на Хари и на Меган. Господине Гавриловски, благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Познавац сте на британската кралска историја, на британското кралско семејство и да, навистина, значеш овој разговор на гледачите да уште повеќе го доближиме значењето на овие историски денови кои што во моментов се случуваат и дефинитивно ќе донесат и промени ако веќе означуваме крај на една историска ера. Ви благодарам на поканата и добро е што македонската радио телевизија на еден навистина добар начин се го одбележа крајот на оваа историска епоха.